А сега ќе продолжиме со разговор во студиото. Јас ќе посакам добро утро на мојата колешка Суза и незината гостинка Билјана Илиевска. Мощна интересна тема, не знам дали сме ја имале досега. Се работи за следно: Twin Flame Coach и семеен констелатор. Ке зборуваме за со работа на себе можеш да станеш личност за која твојата душа копне. Како што кажав, ке биде малку Суза да се релаксираме и со вакви теми понеделнички. Добро утро, Билјана, и добре ни дојдовте. Со внимание ке ве слушам, како јас сигурно и нашите гледачи. Суза, повели. Благодарам, Слободанче. Јас верувам дека со внимание ќе не слушаат и ќе не следат и нашите гледачи, особено возрастната категорија на граѓани, бидејќи меѓу останатото акцент ќе дадеме и на тоа како да ги заштитиме нашите деца и да ги изградиме во едни силни, здрави и среќни, задоволни личности, бидејќи знаеме дека денеска имаме многу задоволени деца, но немаме задоволни, среќни деца. Токму по тоа прашање и како да станеме личноста по која нашата душа копне, и ние возрастните, бидејќи и ние некаде по животните раскрсници ја губиме нашата среќа, ја губиме нашата радост, ќе ни помогне една храбра и вредна дама која што не се двоумела да ги следи сигналите кои ги праќа универзумот и да се едуцира, да се надградува и да ја почувствува радоста на животот, или еден збор каков што ние го немаме, жизнерадосност во нашето постоење. Биби, добро ни дојде. Добро ви најдов. Со оглед на тоа дека ние се знаеме многу долго, уште во времето кога ти беше дел од медиумите, од првиот приватен независен медиум А1 телевизија, таму бевме и колешки. И кога јас мислев дека ти, владејќи моќно со целиот тим, со целата екипа во кабината за режија, на живи, на големи настани, мислев дека ќе те гледам и понатаму во тие води, но ти се охрабри да направиш еден голем пресврт и да почувствуваш вистинската радост и ослободување од сето она кое што ти носи помалку и грчне, или како започна целата приказна? Целата приказна започна со тоа што јас добив огромно будење и сватив во тој момент дека сите тие уверувања што сум ги имала, дека не биле како што наликуваат. Бидејќи најверојатно тие уверувања ги добиваме од нашите предци, од нашето општество во кој растеме, и тие многу влијаат врз нас. И поради тоа е многу битна љубовта кон себе. Како ние се вреднуваме и како ние се сакаме и цениме себе си. Бидејќи ние како се чувствуваме внатрешно, така рефлектираме пред нас. Ние сме како едно огледало. Тоа што имаме внатре во нас и треба да се исцели, постојано ни се појавуваат луѓе што ни кажуваат што треба да исцелиме. Така јас влегов во близначкото патување, Twin Flame патување, во кое се среќаваш со душата партнер. Тоа е личност која те отсликува тебе во друго тело и ти се појавува да ги изгори сите работи што не ти се потребни, а да ги потпали оние работи што треба да излезат од тебе, И да твојата душа да биде во фреквенција на љубов и на радост. Таа вистинска љубов и радост за која ние копнееме е кога внатрешно во нас ќе ја почувствуваме и ќе ја соживееме. Ти во твојот центар, кој што постои скоро цела една година, работиш и индивидуални и групни програми, работиш и со деца, работиш и со возрастни. Мене најмногу од се, од она што јас те следам по социјалните медиуми, ме воодушеви кога видов дека спроведуваш едни игри за деца и за возрастни, со кои што кај детето
успеваш да ги отстраниш или да ги елиминираш сите потиснати и негативни емоции кои денешните деца ги имаат, а ги имаат поприлично многу. Знаеме дека секое второ дете е анксиозно, но секое трето, четврто дете веќе му е потребен асистент. Имаме деца кои се во повлекување огромно, а задоволени се со се и се што во животот, но нешто ги бачи, нешто ги потиснува. Како изгледаат овие програми? И патем можеме и да погледнеме, јас ќе ја заволам режијата, бидејќи имаме инсерти од тоа како изгледат ова сето практично, како се спроведуваат тие игри со деца и родители и еве како може сето тоа да изгледа. Повели. Овие игри се прават да се чувствуваш дека си во друга реалност, каде децата чувствуваат комплетно ослободување и ги гледаат самите родители како они се ослободени од сите стресови и се комплетно слободни и им даваат пример на самите деца како треба да се однесуваат, бидејќи најголемото воспитување на децата е кога ги гледаат родителите. И нешто што најдобро можат да направат родителите е да бидат најдобра верзија од себе и да бидат тоа што сакаат нивното дете да биде. Бидејќи детето всушност само го следи својот родител. И во овие игри доаѓа до охрабрување на самото дете да се справи со сите негативни емоции и да доживее радост, да се чувствува комплетно слободно внатрешно и да знае кој е и што сака да прави во животот и уште од мала возраст се учи како да се сака себе си, што е најбитно. Да, прекрасно, навистина овде само можам да замислам колку хормонот на среќата работи, да. Колку сето ова е весело, колку е радосно. Особено кога децата знаат дека покрај нив се и нивните родители кои исто така се гледа по нивните лица дека уживаат во ова. Најважното што треба да им го дадеме на нашите деца е нашето време. За жал, ние современите родители многу потфрливме во таа улога на родителствување. Патем, снабдувајќи ги со најубави алишта, облека, обувки, школување, телефони, патувања и така натаму, но за жал времето кое треба да им го дадеме некако секогаш ни недостига. Еве токму ова е доказ дека треба секој еден родител да издвои по час до два во седмицата минимум за да си пружи вакви моменти на радост и среќа и да му го заштити своето дете од секакви негативни случувања кои можат да го обземат. Знаеме дека денешните деца навистина поради интернетот кој толку на сите ни е навлезен во животот, се под влијание на многу застрашувачки информации на кои не секогаш можеме ние од кои не можеме секогаш да ги заштитиме. Ти си една од првите, ако не и првата, во првата група која што ги заврши курсевите за семени констелации. Да, ја за семени констелации и да кажам за игрите дека основач е Андреј Каримов и кој ги распространува сите овие игри низ целиот свет со цел да го смени тој менталитет на луѓето и да воспостави поголема среќа и љубов кај децата и кај возрастните. Што се научи таму? Овие игри се прават курсеви во Прага, организирани се од страна на Јан Тејчман, кој исто така работи со Андреј Каримов. И доколку некој сака да заврши тој курс, може да отиде на тој курс и да го заврши. Обично има во април, сега има од 10 до 13 и во октомври. И како отиде? Кој те повика? Мене универзумот ме повика. Ги следеше сигналите, ги доби пораките? Да, ги следев пораките и имав чувство на огромна радост, иако имав огромен страв во мене за патување со моите деца, бидејќи бев таму со моите деца.
И јас патувајќи натаму и го следејќи ја мојата душа, дека тоа е тоа што јас сакам да го работам, го пребродив тој страв. Прекрасно, навистина и ова звучи толку моќно, толку оптимистички, толку ведро, конечно да видиме некое видео каде не само децата, туку и родителите заедно со децата ќе можат да посветуваат едни на други внимание и размена на љубов да прават, бидејќи се она што неубаво ни се случува во животот, како што ти имаш констатирано, е од недостиг на љубов. Љубов кон себе и љубов кон се што правиме. Љубов и внимание. Каде попатно ја губиме ние таа љубов? Ја губиме бидејќи не чувствуваме љубов спрема себе. Кога сме биле како мали, постојано ни било кажувано што треба да правиме. И ние на тој начин мислиме дека не сме доволни. И тоа чувство на недоволност ствара да се чувствуваме дека не сме сакани. И поради тоа, кога ќе почнеме да работиме на себе, како што се овие игри, и како што е семејната констелација, игрите всушност се на некој начин детска семејна констелација и исто јас користам и техника Mirror Exercise, која потекнува од школото за Twin Flame и која дава огромно ослободување во нас за сите трауми што се чувството на како сме се чувствувале ние кога сме се здобиле со таа траума во моментот. И јас водам до коренот на таа траума и помагам на самиот клиент да се исцели самиот себе, бидејќи ние имаме моќ на самоисцелување. Одлично. На масичката имаме уште едни други игри, кои што ги практикуваш на твоите часови, каде што децата на тој начин се соочуваат со емоциите и ги учат емоциите кои што им надоаѓаат, а секогаш не знае детето да ја опише таа емоција со едноставни зборови. Да, со помош на оваа игра и многу ја сакаат децата, ќе биде пуштена и во продажба. Се запознаваат со самите емоции и како треба да се однесуваат додека почувствуваат некоја негативна емоција и како да ја распознаат, како да ја научат самата емоција и сето тоа е преку интересна игра. Еве само ќе ми дозволиш јас да покажам. И насловот што ми е на играта е животот е како огледало, ако му се насмевнеш, тогаш насмевката ти се враќа на тебе. И тој ти се насмевнува. Така. Која е најмалата возраст на која што на деца на кои што можат да се приклучат на твоите курсеви, на твоите практики? Од која возраст треба да се започне, чисто да ги информираме, бидејќи јас сум сигурна дека поттикнавме многу родители, па и баби и дедовци да можат да ги донесат своите деца на твоите часови. Па може од моментот кога може детето да се движи. Од 2-3 години. Кога е самостојно веќе и кога може во група да поседува одредени вакви активности кои што гледам дека се огромна радост за сите деца. Каде можат да те најдат? Сите заинтересирани? Студиото ми се наоѓа во Скопјанка, спроти Скопјанка и игрите ги организирам во сала. Во склоп на игрите имам и танцови за парови, во кои има посебно зближување меѓу партнерите, добива многу добар ефект и
ослободуваат огромна радост. Танцот е исцелителен, неверојатно го практикуваат по доста студија и тангото особено, тоа е нешто тоа е нешто навистина посебно. Работа на себе и работа на себе, велат работи што сакаш, ама не престанувај да работиш на себе. Некои луѓе ова го сваќаат комично, го сваќаат навистина смешно. И на многумина им е несфатливо како можеш ти сам да работиш на себе ако не си експерт за нешто. Како да ги охрабриме овие луѓе да побараат поддршка од луѓе сертифицирани како тебе? Ти си меѓу останатото и НЛП практичари, доста за други рейки, за доста други гешталт, за многу други техники си сертифицирана, не те мрзело да се едуцираш? Не, ја имам завршено 2 факултети, социјална работа, политика и режија, и тогаш мислев дека ми е доволно, ама понатаму сватив дека имам потреба уште да учам. И сега разбрав дека тоа е патот на мојата душа за да стигнам до овој момент на пронаоѓање на тоа што сакам да бидам. Да, верувам дека со огромно задоволство одиш секој ден таму во твојот центар и очекуваш првите контакти кои што ти се случуваат да внесеш радост и среќа и спокој, бидејќи сите имаме ние дефицит од мир и спокој во ова брзо наше живење во кое што заборавивме да се смееме, заборавивме да се радуваме, заборавивме кога последен пат до солзи сме се насмеале со блиските луѓе, особено кога ќе дојдат тажни, тешки периоди какви што имавме и имаме се уште. Трагедијата која ни се случи пред 7-8 денови не е нешто што може да се одболедува само со 7 дена жалост, туку на сите нас и на најмногу оние кои имаат настрадани, сега им е потребна подадена рака. Дали еве ти како човек кој се бави со овие проблематики и со човековата душа, ќе им упатиме некаков апел или ќе им упатиме некаков совет како најбрзо да се обидат сите да си помогнат, да си пружиме само помош во ситуацијава? Ситуацијата се уште е тазе и мој совет е дека прво треба да ја почувствуваме самата болка, да ги почувствуваме самите емоции во нас, да ги прифатиме дека тоа е тоа што се случило и кога ќе бидеме спремни, дури тогаш да работиме на себе. Бидејќи во таква ситуација, доколку ние како терапевти може да понудиме помош, но тоа ќе биде многу полошо за тие личности, зашто како они ќе зборат за самиот проблем, за самата трагедија, уште поголема рана си создаваат сами во себе, си создаваат дупка. Значи, тука доаѓа она позната дај му време на времето. Да, и најголем терапевт во такви ситуации е Бог. Да, тоа го кажа и оној младиот отец од Кочани, кој што често пати го гледаме деновиве по социјалните медиуми, Слободанче, нели, дека навистина тој се обидува во име на Бог да им даде, да им пружи помош и поддршка на сите, но кога во овој момент треба да биде многу голема и секогаш се повикуваат за жал на Бог кога се случуваат вакви трагедии, но тука тој нема апсолутно никаква врска со самото тоа, но тоа е друга некоја тема која што треба да се дискутира и еднаш за секогаш да се знае и луѓето да бидат запознаени кој е Бог, затоа што Бог е љубов. А кога е Бог љубов, тој никогаш не би дозволил вакви трагедии. Тоа го прави онас противното од Бог. Така е. Точно. Биби, јас многу ти благодарам за ово утринско гостување. Верувам дека внесовме една позитивна нота и поттикнавме многу родители и повозрасни родители, баби и дедовци да ги донесат дечињата и да најдат време да бидат со себе, бидејќи тоа е најголемата инвестиција која можеме да ја инвестираме во нашите деца, да инвестираме време во нивната среќа, во нивната радост и во се она кое што ќе ги заштити да бидат силни личности кои ќе знаат да се ценат себе си. Ќе дојдам и јас да те посетам заедно со мојот внук. Да, во првата прилика.
одиме понатаму, Слободанче. Да, одиме понатаму, како што и кажав во најавата на разговорот, дека со внимание ќе слушам и многу сте сега во овој момент потребни на сите, да се разговара токму за вакви теми, да се помогне душата да си ја отворат оние кои што можеби им е затворена. Сигурно вие морам да прашам со оглед на тоа дека го работите тоа, ја чувствувате ли душата кај луѓето, каква душа носат во себе? Чувствувам. Верувам и дека е енергија, така. да. Но ние сме нација со повеќе добри души, да се надеваме дека е така, нели? Ние сме сонцето на светот. Така. Благодарам многу.